Студио веќе го имаме нашиот трет гостин Александар Тарабунов. Драги повели, со посебна најави фреквенција детално го најави дека се ближиме кон крајот, понеделнички малку е тешко, меѓутоа мораме да кажеме дека веќе од наредниот понеделник одиме на одмор. Одлично оди емисијата. И гости мораме да гости. кажеме, секогаш финишот ни е интересен и малку позабавен и музички, така и утрово се разбира во студиото веќе ни е Александар Тарабунов да ја промовираме неговата нова песна Прва љубов, чинам да не изгрешам, прва љубов со оглед на тоа дека како беше прва љубов забава нема. Меѓутоа што е тема и идеја во песната, Тара ќе ни открие од прва. Добро утро и добро не дојде. Добро утро и добро ве најдов. Ова е мој препев, не е моја нова, мислам, но донесена е песната во ново руво, да кажам, препев на песна која што има испеано мојот татко 73-та година на Скопскиот фестивал. И има символика всушност и датумот на објавувањето на твојот Па препев. да, едноставно сакав да ја објавив вчера на 26 јули, тоа е годишнина од земјотресот и сакав да на тој ден да дадам некоја позитивна енергија која што секоја година можеби така ќе ни носи некои убави сеќавања, да ние се сеќаваме и на тие страшни моменти, али во секое лошо да гледаме и нешто да најдеме позитивно, така да тоа е поклон. Таа песна е поклон за да ги потсети по старите генерации на некои убави моменти кои што се од старо Скопје, а и младите генерации да видат како се живеело тогаш со сите тие романтики, со тоа успорено време, да поуживаат малце во моментот. Така. Сега веќе ни е појасно нели зошто е тој призвук практично малку поретро и баш на скопски што го носеше и ние во петокот баш зборувавме дека првите асоциации на Скопје и Скопскиот фестивал формиран далечната 68-ма, рече од 73-та да. Песната. Фантастично звучи, јас морам да ти кажам, она слушнав барем првиот дел до првиот рефрен. Песната е објавена вчера. Има ли први реакции? Што се коментарите од од јас сум изненаден колку убави коментари добивам, што и од пријатели што ме познаваат, што и од луѓе што не сме толку блиски, искрени честитки, сите некако слично ја доживуваат песната, на сите им буди некое убаво чувство и тоа и ни беше целта заедно со Роберт Билбилов, додека ја работеме така и мислеме, рековме не смееме да се зафркаваме со музиката на шпато. Значи, кога ќе се нафатиш да работиш... Тоа е голема одговорност. Така е. Или ќе го направиш како што треба, или воопшто не го ни чепкај, не го ни почнувај да работиш. И така да многу пажливо, со многу почит работевме, додека ги снимавме и тие живи инструменти и брас секцијата, многу пажливо гледавме тоа да се задржи оригиналот, зашто ние носиме во нова продукција, али пак да го има тој призвук и да звучи така. Ќе слушнеме песната секако на крајот од емисијата, меѓутоа ако е можно, ева колегите од режија може да ни пуштат и некој инсерт од видеозаписот, затоа што освен што музиката сте ја доловиле, навистина си во една посебна улога во самиот спот. Ти беше ли тешко да влезеш во некој поминато време или лесно одеш? Јас знам да се прилагодувам понекогаш и кога ќе се фокусирам на нешто, знам и тоа и да го одглумам. И постојано слушам јас таква музика, ајде да кажам, секој дневно слушам од музиката на шпато, од тие стари песни од Скопскиот фестивал, не само од музиката на шпато, тука е и Александар Џамбазов и многу други автори кои што твореле во тоа време. Од таму ја црпам и целата инспирација и таа музика некако би кажал дека ме релаксира, додека сум дома, додека сакам да одмарам. Јас сум и тип кој што слуша малце постара музика. Што значи лесно беше да се влезе во улога? Па искрено би рекол, ми беше задоволство некако, станавме са бајле, знам во 6 са бајле станав. Добро, не сме да донеле, значи многу рано ние утро. Да го избегнеме сите тие горештини што се летово и знам дека нас во 7 са бајле бевме на плоштад, немаше Живо пиле. Немаше жив човек, да, и многу беше некако релаксирано и полека си фатиме, знаеш како на времето што снимале. Ке се качат на, не знам, има еден спот, убава си како музика од Драган Мјалковски, мислам дека е снимен на Зајчев рит. И целиот спот е
како чекори он по зајчеврите и тоа он е фокусиран како да ја донесе песната со емоција, значи не се битни толку кадрите колку што е битна емоцијата да ја добиш. Така да некако не знам, од тоа време ми беше не секојдневно ново искуство и уживавме додека. Александар, која ти е омилена песна од постарите? Како? Имаш ли омилена песна од оние постарите, од Скопски, од Да, Шпато? убава си како музика На ми е Мијалковски? едно од омилените. На Драган Мијалковски, композиција на Шпато. Очигледно по сите реакции и коментари, убаво е кога се случува нешто ново на музички план во земјава. Значи ли прва љубов дека следува и нешто друго од Тарабунов? Па да, ја постојано работам, дури би рекол премногу, многу интензивно работам периодов и секојдневно правам по некое демо кое што го, ако ме доволно ме вовлече, го доработувам до крај, па после тоа се трга на страна и само гледам природно да си дојде да видам која песна следна би ја извадил, али тоа дека ќе вадам многу музика сега периодов, тоа и го правам на 2 месеци, на месец и пол. Природно ми доаѓа да... Ти има ли одмор? Како? Одмор, ти има ли одмор? Па одмор, класичен одмор, некој не би рекол дека ќе има, али тоа ќе бидат некои 4-5 дена, така да се... Сврзани викенди. Да се отиде негде. Александар, еве за крај, што за тебе значи денеска Скопје? Која ти е омилено место, омилена асоциација за градот? Каде се движиш? Што правиш во Скопје? Нешто што го врзуваш како? Уживам во Скопје, уживам, значи многу го сакам градот. Каде и да одиш, пак Скопје ќе мислам, ако си од Скопје, ако си го доживеал Скопје, ако си го живеел како што треба, каде и да одиш, мислам дека нема поубав град од Скопје, според мене. И убаво е да отидеме да прошетаме, ама тука да си, мислам дека да си твориме, да си живееме, да си се почитуваме како што тоа го правеле и порано. И има многу локации каде што знам да седнам и да уживам и еве градскиот парк е место кое што постојано ме инспирира за текстови. Таму знам да се прошетам и да го завршам цел текст за песна. Значи, ако никога ще видиме на прошетка во градски парк, да не те ни поздравуваме с Не, концентрирација. ќе и да се поздравиме, зашто и ако ме Тоа поздравиш, може може да ми кажеш дополнително. некој збор. Тоа ми се случи со... Можеш ли да ја земеш Симона за еден дует? Можеме да... Да се пробам. Или може, Малку јас да прат, јас се ми ветам... се случи со мајка на еден другар и му кажав, викам ја сретнав мајка ти, јас се мачам нешто текст, ми треба да ми дојде некој збор. И како си Александар, викам, еве супер, на кај дома, викам, ти како си, еве, вика, децата да ги нахрана, да ги наранив децата и па да храни, добро, викам, пријатно. И ми дојде, само ти ме храни со љубов и така цела песна ја завршив. Значи, од еден збор некој те инспирира. Така да слободно поздравиме ако ме видиш во парк и било каде. Секако, задоволството е наше што јутрово имавме во Добро утро Македонија. Се надевам дека почесто ќе се гледаме за ваква убава квалитетна музика која што пред се лоцира убави спомени, а потоа и е доказ дека имаме добра музика. Ви благодарам и на вас што сте секогаш тука да испромовираме нешто ново. Знам да ти благодариме.